Благодарам, почитувам подпредседателе, почитувани колеги пратеници. Чувствував потреба да се обратам по овој закон, земајќи во предвид дека во 2011 година бев дел од еден друг пратенички состав кој што токму вакво едно законско решение изгласа. Токму во таа 2011 година. Морам да ви кажам дека во тој период ова законско решение беше многу контраверзно и колегите кои што си сега присутни знаат дека ние имавме навистина долги дебати и на комисиите и овдека во пленарната сала дали воопшто вакво законско решение да се изгласа. Зошто контраверзно законско решение? Самиот наслов на законот ви кажува, треба да легализираме бесправно изградени градежни објекти. Значи нешто што е бесправно, ние сега треба да го легализираме. Навистина многу контраверзно, особено од аспект на правото, бидејќи оној кој што го прекршил правото, ние сега треба на некој начин да го амнестираме. И преку овој закон ние всушност и ги амнестиравме таквите луѓе. Што останува со оние кои што го почитувале законот и граделе согласно со законскиот текст? Меѓутоа, и тогаш, како и сега, ние бевме ставени во една незавидна положба да немаме друго решение. Зошто да немаме друго решение, сега ќе ви кажам. Замислете вие во кисела вода во тој период, од те 4600 до 4700 објекти беа дивоградби. Само во една населба. 4600 до 4700. Ајде вие сега кажете ми дали ние 4600 или 4700 објекти во кои што живееа наши сограѓани требаше да ги рушиме. Со каков факт ние тогаш немаше, со каков факт можевме ние да направиме и токму тие законски едноставно да ги ставиме во некоја правна рамка тие луѓе кои што живееа таму, кои што реално живееа таму. Немавме друго решение. Зошто? Бидејќи системот комплетно затаил и дозволил на територија на кисела вода да има 4600 бесправно изградени објекти. Тој систем не затаил само во таа општина па да биде исклучок. Затаил во цела држава. И немајќи друго што да правиме, ние моравме да донесеме вакво законско решение. Вакво законско решение беше донесено не само во Македонија, туку и во другите балкански држави, соочувајќи се со истиот проблем. Каде се еува сега проблемот? 15 години подоцна ние се уште немаме завршено со овој процес. 15 години подоцна се уште имаме судски постапки, 15 години подоцна се уште имаме нерешени предмети, 15 години подоцна системот и понатаму не функционира. И повторно, јас се сложувам со колегите кои што го поднеле ова законско решение, ставени во еден правен вакуум, ние мораме да го продолжиме рокот. Јас ги разбирам колегите, јас ќе го поддржам законското решение од таа гледна точка. Меѓутоа, ние мораме да бидеме свесни дека системот во државата не функционира. Системот кој што не функционира до 2011 продолжува да не функционира и понатаму. Ние мораме да се соочиме еднашка и да донесеме едно решение да го профункционира системот. Замислете вие судски спорови 15 години се воделе и се уште не се решени. Па кога ќе се решат тие судски спорови? Што треба после, кога ќе заврши 20-та година, пак некој друг пратенички состав да го пролонгира рокот? До кога ќе го пролонгираме рокот? Кога судот ќе почне да функционира и да работи? Ако овие постапки се одвиваат пред општините, ние знаеме што се случува. Немаме доволно кадар, па сега предмети од Чаир ќе ги пратиме, не знам, во Кратово за да ги решаваат тие луѓе во Кратово, предмети од Газибаба ќе ги пратиме во Тетово или слично. При волкав еден апарат од администрација, сите викаме превработена е администрацијата, а ние немаме луѓе стручни кои што треба да решаваат стручни предмети. Повторно ни се отвара второ прашање. Системот не функционира. Сме примиле луѓе на работа од кои што во моментот гледаме дека немаме потреба, а од овие што имаме потреба ние ги немаме. Значи системот не функционира. Џабе носиме законски решенија ако тие законски решенија не се применуваат. Од оваа причина јас не се вклучив ни во дискусија околу кривичниот закон. Зошто? Бидејќи ние со кривичниот закон се расправаме за бојата на фасадата, а не гледаме дека кровот ни прокиснува. Затоа се расправаме. Како сакате закон донесете, ако не се почитува, ако системот не го спроведува на дело, џабе ни се законите. Џабе ни се, дајте да ги смениме сите закони, се едно ни е. Не се почитуваат. Затоа мораме да работиме заеднички на тоа системот најпосле да почне да функционира во државата. И после имало недоверба во судството, 2% било доверба во судството, па многу е 2%, ја не знам кои се тие 2% што му дава доверба на судството. Тоа е прашањето, не е зошто е само 2, зошто е воопшто и 2.
Ќе отидат луѓето во општина, не може да завршат работа, не може да заврши работа пошто стручни луѓе нема. Ама еден куп луѓе сме испопримиле кои што немаат врска со работата. Сме измислиле, не знам, еден куп студии, семени студии, семенолог. И што ќе работи сега тој во општина семенологот? Да не ќе го решава предметов сега кај што луѓе имаат реална потреба. Затоа, соочени со оваквите проблеми, јас ќе го поддржам овој законски текст, бидејќи овие луѓе, кои што како сите други во 2011 година поднеле, а не им се решени, тие не се криви. И ние мораме да им најдеме начин да бидат изедначени со правниот систем. Но во исто време, мораме да размислуваме, да почнеме да носиме закони во ова собрание, кои што ќе го поттикнат системот да почне да работи. Нефункционален систем, нефункционална држава. Не е тоа од сега, тоа и претходно. Така беше 2011, така ќе биде сега, така ќе биде понатаму, ако нешто не преземе под хитно. Благодарам.